случајно ќе искочиш да купиш нешто, оп, пап, органите отидоа. Не, така има. И сакале да ви се благодариме за тоа што одвоивте време. Добро утро, драги гледачи. Идам со Томча на кафе да направиме план детално за Колумбија, бидејќи картите више се резервирани. Ќе идеме 25 ноември Скопје Мадрид, спиеме една вечер у Мадрид и 26-11 ние директен лет Мадрид Колумбија. За враќање истото, тоест Мадрид Меделин. За враќање истото ќе 3 декември Меделин Мадрид, спиеме една вечер и на 4 Мадрид Скопје се враќаме. Таа е најбоља карта што ја пуштив 25 ноември Скопје Мадрид, 26 Мадрид Меделин директор. И враќање исто, 3 со 4. Баш кај Мадрид ќе го видиме. Да, Мадрид спиеме една вечер на идење, една вечер на враќање. Да се загрееме за нова година. Да. Најде. Абе, за 1 мај кај ќе идеме? Како сме тргнале? Некни му вика. Па идеме сега, ако идеме Колумбија, нова година Мадрид, у февруари ако успееме Рио Карневал. Не бе, чекајте малце другари, чекајте, да вратиме да брзина назад, у лер да пуштиме малку. Не, сега мора да се фокусираме за Колумбија, пошто имам ше месец дена додека ја склопат турата. И видеото ти да го пуштиш и да собираме луѓе за да се организира. Да, ама чекај бе, веќе сме 7 луѓе, ако не се лажи. Па можда 7, ама друго е која ќе треба да идат дуплата ците, вака на муавет. Да. А што ќе ти велев нешто друго? Значи 1 мај, не бе, мај е јануар, февруар, март, април, мај, 5 месец. До 1 мај има време. Да. Ваму, сега не знам, знаеш што? Дали да биде тоа пентхаусот горе? Тој едниот што го пративме не е слободен 2 дена, нели пиша дечко во групата. Мора да најдеме у Меделин или куќа некоја блиску до центар или некој голем стан за 15. Како се викаше место? Ел Побладо. Ел Побладо. Па таму е главно тој и најкултурно, да не Значи таму е не киднапира некој. Ама па нели збореше и ти за тоа за обезбедувањето со джип што идат со. Добро, ама тоа кога ќе излезеш. Вака може на искачање ќе идеме. Вака може случајно ќе искочиш да купиш нешто, оп, пап, органите отидоа. Не, така има. И Пепски кажуваше беа, викаат све си е најнормално и за искачање и све, само имаш викаат делови кај што ти викаат не си ја баре белјата таму да иде. Ја сакам да отидам, видам што се деша. Па со среќа. Мора една репортажа да снимаме. Чекај малку. Пред тоа треба да се направи онакво, како се вика? Тестамент. Не, озбилно, дај, сега е денес 12. Значи, ние неделава до петок да имаме све дефинирано и ти колку време ти треба видеото да го склопиш? Одма бе брат, сега сакаш да го направиме сега? Па немаме датум и цена. Немам. Да ја дефинираме цената, ама тука да биде не поише од 2500 све комплет, пошто ќе биде многу скапо иначе. Ја мислам за 2500 е феноменална цена, бидејќи само со летови, со све и тоа, пази, идеш Скопје Мадрид са типол, си спиеш у Мадрид, утре дента директен до Меделин има одма. 9-10 сати ќе снимаме у авион некои глупости. Да, подкаст ќе правиме. Чекај, со која компанија после се лета од Мадрид до Ер Европа, мислам дека е, Мадрид Меделин. И така и се враќаш исто. Европа. Фактички, знаеш како е? 25 и да се полетува тука за Мадрид со виза. Таму спиеме една вечер, на 26 Мадрид Меделин, таму сме 7 ноќи, после се враќаме Меделин Мадрид, па спиеме у Мадрид една вечер и се враќаме Мадрид Скопје директен исто. Така да по-болја авионска линија не може да постои. Ја знаеш ли што работат? Вчера, пази, тоа е све решено, дај смеште да видиме за Меделин, само и у Мадрид е букиран хотелот. Има резервација направено на идење една вечер и на враќање една вечер. English. Ова е шпанска некоја компанија? Па нормално. Не е шпанска, него е америчка, мислам дека. Мадрид, Spain, to Меделин, Колумбија.
На 25 до 3. Абе, тоа е направено 26-3. А, добро. Што сакам Ти да... отвори да видиме смештај у Меделин од 26 ноември до 3 декември. И у Мадрид е блокиран, само таму не остана смештај за да финализирам. Ел Пабло? Ел Побладо. Обладо, да бе, па не знам да читам. Види го куќарево. Види го куќарево. И да има 8 спални и фактички ќе спијат по 20 у соба. 15 луѓе тама. Да им покажи? Покаж? Чекай. Брат, што е овдека бе, да се бркаме? Не, многу добри, овакво има, само треба да видиме на мапа да не се многу далеко, ама секако ќе Не бе, мора ова е да по Владо центар. комбиња од аеродром да не носат и за туриве што ќе сетаме некој. Брат, ова е една спална бе, другарче. И плюс мора да организираме журка у куќата. Ја ќе тоа. најдам, имам контакт DJ, некој за DJ, DJ и озвучење и да биде Ле, брат. Брати. И базен, види? Топ е ова. бе, топ. Ле, со джакузи. И сите у една куќа, и од Савајля доручек ќе правиме, после идеме Да, шетаме, ево, вечерта журка правиме. Ау. Ова прва, ја мислам, куќа е. Само мора да го збоднеме. А шо е овој хеликоптерот доаѓа у куќа? Па не, имаше некој што може од аеродром да те зема да те Чекај. остат, ама не знам за која. Ова е страшно со базени, со... Чекај да видиме уште некој друг. Ова што е, друг? Ова е за Чекај. 13 луѓе. Треба Не, 15. 13 кревети има. Е како 16 плюс луѓе, 13 кревети, по па 20, да, ама 26 луѓе. Е па готово бе, може и тоа. Ја пушти у групата? Да. Дај пушти ги и ако не одма нека направи пререзервација дечкова да ја финализираме цената, го склапаш видеото и го пуштаме видеото со финална цена у агенција да се уплатат. Чиста работа. 30% мислам дека треба за резервација Да. и Ова е многу добро. Ова е модерен стил. Мислам дека Ептен, чекај да видам на мапа каде е ова. отвори мапа. Еве, и у центарот, ел по Владо, еве. Покрај река. Е па топ. Ај, ја пушти ова у група? Да, Ево. Ова е. Ама некако линк пушти. Ја пуштив, ама да ја направам скриншот, ја имам пуштено. Е па ако не избричи ги другите и одма нека какви куки иму. И ова што е со диско. Ле, овдека замисли кој ќе играат у базен. Чекај да им покажам. Само нешто ме плаче, нема многу време. И со милиарди со све. Милиарди овдека има. Вау. Што е ово, бе, другарче? Чекај, кај базенче да. Колку кревети има? 4, 5, 6. Full bathroom. Знаеш што е добро? Што секоја соба си има свој тоалет. Да бе, најубаво како хотелски соби ќе биде, а сите сме Само у наоколу. вила сме, да. Дека можеш, например, у хотел не можеш да си направиш за јадење за ова зона. Ќе правиме некои традиционални јадења, кето Ова ќе е другарче што е. И ова е 16 плюс 12 кревети има. Многу јаки има. Брат, ајде да се одлучиме, која да Не, биде? таа првата ајде што беше у Ел Побладо. Чекај да видиме, ама таа беше пона страна малку. Ама треба и да им пише дека се на Airbnb дали се слободни. Не, ова е на страна. Не, остава далеко е. До 20 најкасно да го пуштиме видеото за да има до 10 да е финален рок за пријавување дека на 25 идеш. Да. 2 недели пред идење. Да, бе. Да, тега треба карти да се земат, треба се...
Па Види, треба све да ако не резервира карти плюс за 15 луѓе, не е за тројца, па немало ќе најдеме 15 души, не е за И еванце. дека мора да имаме дека ако не се исполни групата, мислам ако не се исполни бројот, да, или ќе треба Не, ќе да биде биде- многу поскапо, нема да Да. се сплати, реално ќе биде скапо. Да. Ова е максимумот и да биде така и треба што побрзо за да опуштиме, пошто немаме време. А на пример ако 10 се соберат, нема да има опција да идеме. Не може ако се 10 евентуално да збориме да не е у куќа хотел да букираме 5 хотелски Или соби. па помала куќа да земе. Чекај Или да видиме помала, ама дали. Не, мораме, немаме време за За такви екзибиции. претумпации и екзибиции. Реално едно го финализираме и го пукаме одма. Добро утро, драги гледачи. Денес е понеделник. Имав еден состанок тука на брзину, мало се идам на кај дома. Иначе 2 недели веќе тестираме еден нов производ кој сакам да го извадиме. Производот има преку 12 состојки. Ќе биде Energy Booster. Опрашкаста форма ќе биде. Ќе се користи или како pre-workout пред вежбање доколку сакате, меѓутоа најбитното е што ќе може да го користите и во тек на денот кога ви треба поголема енергија да завршите некоја покомплицирана работа или кога ќе имате некои долги состаноци. Ќе биде со вкус на лимун конкретно овој. Иначе содржи таурин, кофеин, екстракт од зелено кафе, екстракт од зелен чај, Б витамини, креатин, глутамин и БЦА аминокиселини. И С витамин има и мислам дека имаше и аргинин плюс. Значи 2 недели го тестирам, перфектен. Она што е најбитно за разлика од класичен pre-workout е, што тие што сум ги пробал со светските брендови, кога ќе го пробаш pre-workoutот, ти имаш како немир ти прави од големата количина на кофеин и како ти трне цело тело и мора да вежбаш. Ова е идеално избалансирано со односот на кофеин, таурин, екстракт од зелено кафе, екстракт од зелен чај, за да може да функционираш нормално, а при тоа да имаш наплив на енергија и фокус. Бидејќи секако, главното е да може и во тек на денот луѓе да го користат, да не биде за вежбање само. Сега морам да завршам некои креативи што менувам на кампањите да ги пуштам. Во 3 имам уште еден состанок, до тогаш морам све тоа да завршам и во 6 сум на отварање на новиот простор на сеньори. Некоја коктел забава ќе биде, така до 6 сме таму и веројатно ќе заглавиме. Морам сите обврски до тоа да ги завршам и да видам после состанокот што ќе носам вечер, бидејќи ќе треба во некој елегантен стил да се иде. Завршив со состанокот, идам на кај дома, сега возам да извежбам на брзина, ќе направам некој full body тренинг, без кардио, без ништо, едно пола саат, пошто вчера и трчав и маа во вреќе и плюс и немам многу време. Удрам еден туш и полека да се спремам, бидејќи од 6 сум на забава. Вака, ќе носам кафеавиов комплет, кој треба да го извадиме за месец и пол грубо, можда до 2 максимум во соработка со сеньори. Од скоро ќе носам ова сако сеньори, кој е правено пред 7-8 години и така добро се уклапа со комплетиве, односно замислам е да направим од истиот материјал и сакоа многу слично на ова, со тоа што да биде малце по-долго и малце по-оверсайз. Исто со едно копче вака, пошто перфектно се склапа и доле ќе ги носам овие патики, кои исто така перфектно ќе се уклапат у целава комбинација. Нормално горе на очари кои скоро стално ги носам. Цела комбинација мислам дека е перфектна. Многу добро. Па, што е, ово е, бе, Приемно оделење. Што има таму? Дека има за
Аха. гледалат. Сега толку нема да ги тргнеш од таму. Правиме тура. Дека има тоа. Вики, здраво и чао. Здраво, добре, како си? Здраво, здраво. Срце ви сакале да ви се благодариме за тоа што одвоивте време да бидете дел од еден наш многу битен настан и историја на некој начин може да кажем. Пред само 10 години, јас да не се малку, со Крис го започнавме нашиот бизнис, синьори, во една соба буквално од 10 метри квадратни. Но со многу труд, верба, знаевме дека еден ден ќе бидеме пример и ќе бидеме моментот кај што сите ќе не споредуваат со најголемата елеганција и еве денеска сме тука во Синьори Хаус и можеме комотно да кажеме дека нашиот сон веќе остварен.